Во продолжение музика која што е одличен вовед за последниот разговор во Македонија на утро. Хубава најава, не можевме да одбегнеме. Не можевме, ова е една од единствените песни кои што не познаваат генерацијски разлики. Кај малите носи радост, кај нас повозрасните некои емоции за една некоја носталгија, така? Да. На 9 и 11 април Сојузот за грижи и воспитување на деца организира аудиција за нови членови на хорот. Информација за сите идни златни славејчиња секако ќе обезбедиме ова утро од нашиот соговорник Бобан Јосифовски, директор на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро. 9 и 11 април, значи утре е првата аудиција. Кој се може да се пријави? Така, да, утре е првата аудиција во 18 часот во нашите простории. Тоа е вака поблиску за гледачите на Илинденска 55. Ние сме веднаш во дворот Пионерски дом Карапош поранешен, сега 10 културен центар, значи тука е локацијата. Од 18 часот може да се пријава дечиња на возраст од 7 до 12 години, сега така некоја бројка од прилика е. Нема ништо страшно, бидејќи се ова сега како, што, ништо не треба. Едно референче, било што, чисто да видат членовите на комисијата дали е музикален, дали така има нешто музичко во него, дали е талентиран, значи нема ништо посебно, што, како, така да секој што има желба, нека дојде, нека си ја проба среќата и да се обиде да стане дел од тоа големо семејство наречено Златно славејче и така. Ги интересира ли децата музиката? Ги интересира ли децата било што освен технологија во овој брз начин на живење? Каков е впечатокот, еве да речеме, од последниве години на аудициите? Па видете сега, значи, дека долго време сум таму. Порано беше една голема бројка што доаѓа на аудиција. Мито таа голема бројка од 200-300 деца, дали ќе најдеш 10-15 деца, пример, што навистина се талентирани, што заслужуваат да дојдат, значи доаѓа буквално така, ајде, ќе дојдам. И за разлика од порано, значи сега зборам пред 10-15 години повеќе, сега доаѓаат околу 60-70 деца. Добра. Од нив некаде 80%, да речеме, некаде 50 деца се супер музикални. Значи веќе децата си го знаат она за што сакаат да бидат, што каде треба да, и тоа е, да речеме, се една многу добра работа и навистина оно што е талентиран доаѓа. Значи веќе си знаат, значи не може да одиме сега ќе одиме од Златно славејче, па сега добро, не толку навистина, да не речам, значи скоро сите
знаат да пеат, односно се музикални, талентирани. А и ви олеснува во И селекцијата. поголем, олеснува, да, малку поголем е сега проблемот за кој како да ги одбереш, меѓутоа веќе си знаат и родителите и се, навистина ако порано имаше, ама знае она дома пее, ама тоа се ние пееме, ама работата како пееме. Да. Да. Генерации растевме со Златно Славиче, затоа би сакал да го поставам прашањето колку е важна детската песна за растот и развојот на децата. Приметувате ли промени на позитивно кај децата кои што се дел од Златно Славиче, бидејќи има и дружење меѓу нив, социјализација, не се тука само аудициите или фестивалот? Да. На прво место тоа што рековте социјализација. Значи најбитната работа е било каде некаде да одат, посебно ако оди најкаде, бидејќи знаете деца дека се мали, одат на разни места, сакам таму, сакам овде, не знам се. Социјализацијата е на прво место, значи стануваат личности, да се дружат со врстници, со поголеми, со помали, едноставно тоа училиште што ќе го стекнат тука новие вонучилишни активности се од непроценлива важност и навистина си го пронаѓа својот талент, поутри и професионалци стануваат нормално, се пронаѓаат себе си, така да уште од мали им се всадува таа желба да бидат на сцена, музичари, идни, уметници, буквално целта на еве и на нас како фестивал е да им го разубавиме детството. Навистина ни талентирани деца да си го поминат со песна, со игра, со смеја, со дружење, со гостување, еве ние нормално одиме и надвор од Македонија, така да е големо искуство и многу за децата е тоа, како да речем, привилегија, што ете доаѓаат и са нормално врските се на родителите, меѓутоа битно е децата да им е убаво, така да целта мислам дека ја остваруваме. Само по прашање, од колку до колку години може да се пријават? Па сега обично се до основно училиште, до 9 оделенија, на пример, во хорот имаме. Значи од прво до 9 оделенија. Има ли 9 оделенци повозрастните? Па имаме. Има, добра. Сигурно и се тажни кога ќе им кажат дека следна година не може сега да некако учествуваат. дојде време кога децата сакаат превреме да пораснат. Тоа е еден голем проблем. Да. И сега на пример четврто, пето, као ние големи сите ти работи се. Јас им кажувам, деца, радувате се додека сте уште деца и додека имате можност да уживате во ова детство. Бидејќи има време кога да пораснете и знам дека сега се стремите да бидете поголеми. Ние повозрасти посакаме помали да бидеме и така. Да. Меѓутоа е проблем тоа, например, што сакаат сега малку пред време. Иако имаме, ние, например, имаме 5-6 деца што се веќе сега 8-9 оделенија и нив им е убаво. Значи, дека може некој во училиште ќе ни префрли нешто, ти уште на Златно Славиче таму деца мали. Знаете, така, сега тоа е као нешто, таму мали деца. Не, значи буквално фестивал Златно Славиче за сите деца и така. И меѓу другото се создава дружби кои што траат генерации и генерации, па сега децата на дечињата кои биле дел од Златното Славиче веќе возрастни луѓе, па се дружат, семејно се поврзуваат. 5-6 дечиња имаме и повеќе што се веќе деца на поранешни славичиња, значи кои што и тоа е многу драго кога ќе веќе дојде поранешно славиче со неговото дете, сега тоа е веќе втора генерација и така. Колку песники има годинава, се размислували за тоа и кои теми ги интересираат славичињата да ги пеат? Како се менуваат генерациите, дали се менуваат интересите во однос на тематиката? Ние пеевме цела една генерација за тој фамозен Никола. Што ги интересира сега овие генерации? За Дејан, за не знам, да се пее и сега, меѓутоа, ние, што е да речем резултат на успехот? Ние сега помина конкурсот за нови песни, имаме пристигнато да речеме 50-60 композиции и сега тие кога бираме се бира еден прв филтер од 30 на песни, значи и тие песни наставничката ги работи со децата и конечниот избор го прават на крај децата, значи они ги учат и они кажуваат на пример сега деца од овие 3 песни која е најдобра и буквално така и правиме избор и децата буквално си бираат она што им е добро за слушање. И тоа е пример еве последниве години некој резултат за тоа што го задржуваме вниманието и квалитетот и сето тоа бидејќи не сме ние сега, ние во наше време што сме слушале, сегашни деца се други, сега нормално со оваа технологија и тие теми, драго ми е што еве и музичарите и авторите се прилагодуваат на тој нов тренд, така да
се си носи свое, меѓутоа последниот збор да го имаат децата, бидејќи тие се конзументи на... И да им дадеме впечаток дека ги слушаме, нели? нели? Апсолутно, така е. Така да тоа е, да речеме, нешто што последни години го практикуваме и мислам дека си бираат они теми, има. Неисцрпни се темите и убави деца со песна, со музика, со игра да раснат. Да. Што повеќе така да малку да се отргнат од тие секојдневни обврски што нас во здравствените не тиштат и така. Да. Утре и задутре се аудициите, 9 и 11 април. Кои се останатите планови за годинава? Кога ќе бидат фестивалите? Вака годинава традиционално, Златно славече во месец ноември, веќе се резервирани термините од 15 до 22 ноември. Имаме, значи, 55-то издание оваа година и јубилеј, некој така, да речеме, некој мал јубилеј, односно голем јубилеј. 50-тиот не можеме да го прославиме бидејќи корона беше, така да тоа беше на наша среќа. Златниот јубилеј, меѓутоа сега е 55 години, очекуваме дека веќе имаме убаво издание фестивалско, преубави песни пристигнаа, така да, се надевам дека и ќе го надополниме хорот со квалитетни деца што ќе дојдат на аудицијата утре и во петок, така да се надевам, Златно славече ќе лета и понатаму на задоволство на сите наши дечиња и така. Добро, не сме да престане да лета, бидејќи е бренд кој што веќе го врзуваме со државата. Дефинитивно не смееме да ги губиме овие. Веќе имаме втора, трета генерација, така да е на историја. Тоа е на историја Златно славече, на музичка историја која што трае толку години и имаме обврска како држава да ја одржиме. Па точно, убав збор и јас тоа го велам секогаш кога се до тоа Златно славече не е на Сојузот за грижа на деца на град Скопје, не е на ние што работиме, тоа е на сите од целава наша држава, тоа е гордост на Македонија, на музичка икона би рекол, од која што сите големи звезди, сите музичари, сите уметници, не само пејачи, не знам, се току во сите области се едуцирале, станале сега некои нешто ја презентираат нашата држава надвор од Македонија. 9 и 11 од колку часот уште има? 18 часот, 18 часот. Во детски културен центар, во дворот, таму се просториите, така. Да, во нашата на просторија Да не престар се за аудиција. Па, ако ме примат, може и ќе ја пробам среќата, зошто да не. Јас, например, цел живот сакав да пеам на детски фестивал, но ми се оствари желбата и затоа се шегува. Имаме ние сега и возрастни што стануваат славечиња, така да не кажем Маковски, Митевски, Дац, имаме други пејачи, значи, кои што на повозрастни години дојдоа пеат и така да мотото еднаш славече секогаш славече. Никогаш не е доцна за тие никогаш не вели не. Желба, а ако не најмалку што можеме во публика и да се радуваме и пееме. Тоа сакам да кажам, ако ни друго ќе ти купам карта. Тоа е тоа. Ви благодариме за гостувањето. Ви благодариме многу за гостувањето. Ние тука